Апелацискиот суд денеска потврди дека осумничениот Сеат Кочан е во бегство. Судот ја објави целосната одлука со која му го потврди притворот од 30 дена на Кочан. Во одлуката се наложува на властините, службени лица од МВР, СВР, единицата за извиди и потраги и одделението за потраги и пронаоѓање веднаш да го лишат од слобода Сеат Кочан и да го известат кривичниот суд. Председавачот со конститутивната седница на 9-тиот парламентарен состав Трајко Велјановски за вторник во 12 часот закажа координативна средба на која треба да биде утврден предлогот за состав на комисијата за прашање на изборите и именувањата, која како што стои во соопштението ќе послужи како основа за закажување на продолжението на конститутивната седница на Собранието, започната и прекината на 30 декември 2016. Руската државна ТВ мрежа Russia Today, која се смета за главен меѓународен инструмент на Кремљ за пропаганда, му платила $45,386 на поранешниот директор на одбранбената разузнавачка агенција Майкл Флин да допатува во Москва и да одржи говор, објавува Yahoo News, повикувајќи се на документ што го добиле на увид. Флин минатиот месец доби отказ како советник за национална безбедност на Трамп, токму поради руските врски.